Исто така, по собствена иницијатива, предлагам да отвориме постапка за утврдување на ризици за склучување коруптивни договори во постапките за јавни набавки при избор на економски оператори за изработка и ревизија на деталните урбанистички планови во Центар. Јас би образложила повеќе околу оваа точка. Сведоци сме и сами дека во општина Центар забавена е постапката на донесување на деталните урбанистички планови поради тоа што планерите кои што се надлежни за таа работа ја успоруваат. Пред околу една недела на медиумите можевме да видиме дека тие што учествуваат во изработка на плановите всушност се ангажирани за да изработат за 1 хектар за 1 денар, да планираат 1 хектар за 1 денар. Мислам дека така беше, што станува многу сомнително и предизвикува сомнежи, поради што ја предлагаме оваа точка на дневен ред. Најсимптоматично од сето тоа е изјавата на членот на Советот на општина Центар дека забелешките кои што ги даваат во текот на јавниот увид во расправата и така натаму не се земаат во предвид и истите не се коректив во донесените планови и тие така само проформа се усвојуваат и од Советот и од надлежното министерство, така што се воочливи грешки во планирањето на одредена површина. Треба и конкретно да видиме како општина Центар и кој раководител е за 1 денар склучиле договорот. Добро, за најниска цена. Да може ли бакшиш да ги Тоа е најниска цена, ама тоа е нереална цена која што не е економски исплатлива и може да ги урне сите други. Како може да не му е сомнително, да склучи договор? Така. Затоа ние ќе ги испитаме сите наводи. И самиот закон за јавни набавки не дозволува да се склучуваат договори кои што ја нарушуваат конкуренцијата на пазарот. Бидејќи градоначалникот на општина Центар кажа дека малку чудно му Да, и тоа каже точно.